Добре дојдовте во неуспехот да се планира, планирање на неуспех. Оваа активност е креативен и интерактивен начин да им помогне на учесниците да ги организираат своите секојдневни обврски и подобро да управуваат со времето, поттикнувајќи тимска работа и саморефлексија. Да почнеме. Распоредете ги столчињата по случаен избор низ просторијата за учесниците да си изберат места. Подгответе маси за групна работа, секоја опремена со хартија, маркери и лента. Поделете ја групата на помали тимови по случаен избор. Замолете ги да нацртаат голема фигура на флипчартот, која ќе го представува нивниот замислен лик. Секој тим треба да одлучи за ликот, име, возраст, пол, интереси, хоби, домашни и училишни обврски, пријатели и заеднички активности. Поттикнете ги тимовите да размислуваат подлабоко, кои фактори влијаат на расположението на ликот, позитивно и негативно. Како се опушта? Како изгледа неговата секојдневна рутина? Охрабрете ги да црпат од сопствените искуства за да го обликуваат животот на ликот. Откако ќе ги создадат ликовите, секој тим треба да ги планира нивните дневни рутини. Побарајте од нив да го дефинираат типичниот ден на ликот, вклучувајќи обврски, слободно време и релаксација. Тимовите треба да создадат детален неделен план што балансира меѓу училиштето, семејството, хобијата и пријателите. Секој тим го представува својот лик пред остатокот од групата, објаснувајќи ги неговите дневни и неделни рутини. Водете дискусија со рефлективни прашања. Каква личност е ликот? Како може да изгледа неговата иднина за 10-20 години? Кои промени би можеле да го направат неговиот живот помирен, посреќен или помотивиран? Завршете ја активноста со охрабрување на учесниците да размислат, кои се предусловите за среќен и урамнотежен живот. Како лекциите од оваа активност можат да се применат во нивните сопствени животи? Неуспехот да се планира, планирање на неуспех да е одличен начин да започнете да го планирате животот што сакате да го живеете.